Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени браќи и сестри, ајде да почнеме со една убава честитка упатена до нашите олтарски прислужници, кои што за свој небесен покровител го имаат вчера славениот, но ние денеска го празнуваме, Теодосий Велики, еден од најкрупните појави во анахоретскиот стил на живење во татковината на монаштвото, Палестина, Египет и Газа. Свети Теодосий, зошто Свети Теодосий нашите прислужници го зедоа за свој небесен покровител? Затоа што неговото житие е навистина прекрасно. Како млад човек тој се сретнал со најголемиот меѓу столпниците на тоа време Симеон. Столпник приоѓајќи му со намера да прими благослов од него, тој добил благослов, ама и молитви и пророштва за тоа дека Теодосија ќе стане големо светило на црквата Божја. И така би, браќа и сестри, имајќи го благословот на старецот Симеон Столпник и непресушните извори на благодата Божја од Духот Свет примани за сето време од својот живот Богу посветен целосно. Значи, ако можеме да си предпоставиме или да дознаеме точно прецизно што значи христоцентрично поставен живот на една христијанска личност, добро е да го исчитаме житието на денес славениот Теодосий Велики. Тој посакал да создаде своје опште житие, имајќи го благословот на старецот Симеон Столпник, но не знаел каде. И гледајте сега колкава е верата на тој човек. Тој зел кадилница, во кадилницата ставил јаглен, незапален, студен, врз јагленот ставил темјан и тргнал да го бара местото каде што треба да гради манастир. Како ќе дознае кое е местото од Бога определено за такво едно обштежитие монашко? Така што јагленот сам од себе ќе се запали, а темјанот ќе почне да вагоухано, небесно да мириса. И тргнал по тие пусти предели. И кога стигнал до местото од Бога определено за манастир, јагленот се запалил сам од себе. Тогаш Свети Теодосий построил прекрасен манастир, а во манастирот за жители на таа духовна заедница доаѓале православни христијани од најразлични расна и етничка определба, а од тука произлегува и разликата во јазикот. Како Светиот Теодосий го решил проблемот со јазикот?
на тие луѓе кои што безмалку секој посебно зборува на некој свој јазик, подруг од јазиците на другите околу се. Тој благословил секоја етничка група да согради свој манастир. Во манастирот, своја црквичка. И Бога да го слави на свој јазик. Само еднаш во неделата се собирале сите во соборниот храм, во католиконот, во кој што служел самиот Свети Теодосий, и таму се служело на грчки јазик, бидејќи Свети Теодосий бил по потекло грк. Овој концепт на создавање христијански општини, односно заедници, извозедно прав прифатлив и за денес. И мислам дека ова постигнување на Свети Теодосий Велики одлично е прифатено и применето во Соединетите Американски држави, каде што населението е етнички и разнообразно. И сега само таа тема е тема за која што би можеле многу да разговараме, се разбира, интересна е, ама за едно предавање од литургиско-догматски карактер. За Свети Теодосий Велики чинам дека е доволно тоа што го кажа. И срцата на нашите прислужници. Се тоа јагленче што Светиот го ставил во кадилото, во потрага по Бога, а тоа значи дека Свети Теодосий целиот бил претворен во копнеш по Бога. Знаете, кое чувство е тоа кога копнеете по некого што го сакате, а саканиот е некаде далеку или незнаено каде, а вие го барате. И срцата наши, налик на јагленчето од кадилото на Свети Теодосий Велики, да биде запалено од огнот, благодатниот оган на Сесветиот и животворен дух, и да замириса на Бога, на Христа Господа. Ние христијаните сме задолжени не само да личиме на Христа, туку и да мирисаме на Христа Господа. Јас се сеќавам на еден наш стар, прекрасен струшки поп Тома, кој што, знаеки го ова за што сега зборувам, не излегуваше надвор од светиот храм после завршената богослужба, без да стави во мангалот многу темја и со своето свештеничко расо да го обгарне темјанот, односно мангалот, за сиот мирис на темјанот да влезе, да продре во неговото руво свештеничко, за кога ќе излезе да мириса на црква, а не на вино, на ракија, на тутун, на дрога. Сето тоа за жал важи и за нас свештеници. Господ да ни прости. Пред се мене, зашто јас не зборувам како некој кој што е подобар од други. И така, браќи и сестри, на тоа не наведува и на тие заклучоци не наведува и денешното евангелско четиво за Закхеј, кому Светата Црква Божја му ја посветува токму оваа седмица, затоа што со оваа седмица заправо почнува големата подготовка за великиот пасхален пост. Ние зборевме за душата на човекот копнежна по Бога.
Тоа е Захеј. Захеј, ако го наблюдувате однадвор, надворешно, тоа е типичен представник на општеството во кое што живеел, функционер на тогашната власт, директор на царинската служба во Ерихон. Мораме да признаеме дека тие служби и денеска народот ги подозрева, сметајќи дека се корумпирани служби. Но кога чу Захеј дека доаѓа Христос во неговиот град Ерихон, тој потрчал на кај градските порти за да го види како изгледа Христос. Кој е тој Христос за кого што толку многу слуша? Ама Христос никогаш сам не бил. Христос бил окружен со огромен народ, такав него низ портите од зидините на градот. Оној кој што бил некогаш во Ерихон, може овие мои кажуваме да ги претвори во конкретни слики, сликовни представи за Христовото влегување во Ерихон. И, браќа и сестри, залудно трчал и барал агли начини да го види, бидејќи не можел, а не можел затоа што бил низок пораз. Тој се досети. Веднаш мозокот му проработил. Во главата ја имал маршрутата по која што треба Христос да помине низ град. И се досетил дека на тој пат има едно дрво, повисоко од другите, на кое што лесно може да се качи. Тоа дрво во преводите на нашата Библија просто се преведува со смоква. Но тоа смоква не е, туку е хибрид. Еден вид на вкрстување на смоква со муренка. По грчки тоа дрво се вика сикомореја. И така, нашиот јунак, директорот на царината, путата, качил на сикоморејата и че. И кога дошол Христос, под самото дрво застанал, знаеки дека горе е тој. И му викнал: Захеј, слези, бидејќи брзо слези, зашто сакам да го посетам твојот дом. И овој веднаш него со радост, слезе со радост, така пишува во Светото Писмо. И тргнале на кај неговиот дом. Како што се движеле на кај дома, народот почнал да шушка, да негодува, да го осудува Христос. Како е можно праведник да влезе во домот на грешен човек? Пак ќе повторам, зарад неговата служба, зарад царинската служба. Меѓутоа, гледайте колку е страшно да осудите некого за кого што премногу малку знаете, освен тоа што е видливо за окото и за увото, или од кажувањата на некој други за него. Но тоа што Захеј го разговарал со Христос, никој не го чул и никој не можел да го знае, а тој разговор на Захеј со Христос бил најголемиот демант на сите обвинувања што градот ги упатувал на негова адрес. Зашто Захеј зборувал со Христос?
Тој му рекол вака на Христа Господ, сакам половината од мојот имот, а бил многу богат. Така пишува во евангелското четиво. Половината од севкупното моје богатство сакам да им го разделам на сиромашни. А ако некому во мојата професионална служба сум му одзел нешто, подготвен сум 4-кратно да му го вратам. Тоа никој не го чу од народ. Таа негова спремност, тоа негово покајание. Затоа да не брзаме многу со осудувањето, дури и тогаш кога сме сведоци на очигледна грешка, бидејќи не знаеме што потоа со тој човек однатре во него се случува. И Христос рече, и овој човек е син Авраам. И отиде и го посети домот на тој човек. Зашто Христос не дојде да ги спасува праведниците, туку грешниците, браќа и сестри мои. Грешници. Оние што се од сите осудени, а осудените се најчесто осудени повторно од грешници кои што се самоубедиле дека се подобри од други. Гледате какви замки, во какви стапици влегува човекот кога се потпира на своите умни способности и на информациите што ги добива од страна за било кого и за било што. Копнежот по Бога е копнежот што се слави во оваа недела. Црквата ни го препорачува. Со него, со тие чувства и искања на душата наша, да влезиме во великиот и спасителен пост на светата и велика Пасха Господња. Амин.